во одговор на завчерашниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, а по повод поплавите и штетите од поплавите во Струмичкиот регион од 25, 26 и 27 февруари 2013 година, на која беа изнесени сериозни обвинувања на сметка на општинската администрација, го истакнуваме следното. Со завчерашниот прес на ВМРО ДПМН, советникот Душан Спасов се надмина самиот себе во докажување на тоа што е исправно околу поплавите и како се обештетуваат, односно не се обештетуваат оштетените граѓани и што тоа владата на Република Македонија направила околу обештетувањето, а општината не. Во самиот прес се искажани ноторни невистини и лаги и непознавање на материјата, односно законите кои ја уредуваат оваа област. Еве ги фактите. Општина Струмица во случај на елементарни непогоди постапува единствено согласно Законот за заштита и спасување, како и уредбите и методологијата која ја уредуваат оваа област, и тоа преку комисија формирана од Советот на Општина Струмица, а не од општинската администрација. Општинската администрација беше должна, што и го стори, да обезбеди материјално-технички и други услови за работење на комисијата. Согласно прописите, комисијата пак навремено изврши проценка, а не констатација, почитуван советников, и донесе елаборат за кој покрај сите присутни советници, значи едногласно, гласевте и вие, и во кој елаборат голем удел имавте и вие, исправајќи неколку технички грешки. И тука завршува надлежноста на општина Струмица. Од самиот елаборат можете да ги прочитате бројките. Решени се сите 1444 барања на граѓаните во законскиот рок од 60 дена. Тогаш комисијата доби и признание за извршената работа од Советот на општина Струмица. Сега, за кои 400 барања зборувате, господине Спасов? За каква одговорност зборувате? Тоа ќе мора вие да го одговорите на граѓаните. Дали од позиција на советник во општина Струмица или пак како советник кој ги штити интересите на владата на Република Македонија. Вистината е една. Општина Струмица, согласно прописите од оваа област, навремено си ја заврши својата обврска, усвои и достави елаборат за проценка на штети до владата на Република Македонија во рок од 60 дена од завршување на елементарната непогода. Понатаму, Републичката комисија за проценка на штети, која што е формирана од владата на Република Македонија, должна е да изготви збирен извештај и истиот да го достави до владата на Република Македонија. Рокот за ова беше 120 дена од настанување на непогодата, или до крајот на јуни. Еве, веќе 5-ти месец после оваа обврска, ниту ние, ниту граѓаните немаат одговор од вашата влада. Дали и кога ќе се гледа овој извештај и дали и кога ќе се исплаќаат штетите. Предпоставуваме се чекаат некои наредни избори и во стилот на оваа влада тогаш да се исплатат штетите, ако воопшто се исплатат. И на крај неколку прашања за оние 400 барања кои што ги споменавте. Кога и каде се поднесени? Дали и како се исплаќаат? Дали се тоа барања поднесени до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој или каде на друго место? И на крај, дали вашата партијска земјоделска комисија се уште не успеала да ги разгледа, па затоа не се решени? Граѓаните имаат право да знаат, да ги знаат одговорите за овие 400 барања, кога веќе ги спомнавте во вашиот прес. Благодарам.